Навистина е потребна дебата во услови во време кога нема дебата за тоа каков јавен радиодифузен сервис е потребен, каков сервис е потребен на Република Македонија. Последните две, едната беше во организација на Центарот за развој на медиуми, каде што беа поканети представници на МРТВ, тогаш не дојдо. Ако МРТВ е обврска за сите, таа треба да биде и опција за сите. Не треба да биде инструмент за контрола на јавното мислење, бидејќи јавен сервис не значи сервирање на веста или сервилност. Ако ги погледнеме позитивните примери на радиодифузните сервиси во соседството или пошироко во светот, ќе видиме вести кои реално го осликуваат општеството, ќе видиме многу интересни документарни програми, ќе видиме телевизиски емисии и дебати кои храбро допираат непријатни општествени теми и натаму предизвикуваат дебата во општеството, што е единствен начин веројатно да се дојде до нешто добро и позитивно. Сакам да подсетам на една анализа што е направен во Инфоцентарот и Центарот за развој на медиуми. Се однесува на периодот септември 2012 – јануари 2013. Главинска анализа на правно-административната поставеност и на програмите на МРТ. Она што го издвоив од оваа анализа е дека МРТ со години не успеа да го изгради системот за наплата на таксата и дека во 2012 година со измените во Законот за радиодифузна дејност под изговор за обезбедување финансиска стабилност трајно се врза за дотации од буџетот. Владата вети, но не предложи измени кои ќе гарантираат независноста на финансиското работење на МРТВ. Анализата на програмата на МРТВ покажува дека во некои ситуации ова куќа се става како директен арбитар, актер во прилог на власта. Тоа се некои ситуации кои се посочени, тоа се настаните од 24 декември 2012. Протестите на опозицијата, ве подсетувам и на штрајкот на лекарите, а во поново време и протестите на студентите, па се до ситуацијата со објавувањето на така наречените бомби од страна на опозицијата. МРТ, за жал, не поттикнува јавна дебата за клучни прашања и процеси. Повикот правиме дебати, не ме освојувајте е, така барем изгледа, дебата под принуда. Она што е забележано од меѓународните организации, чисто представници имаме овде денес, значи представници на ОПСЕ и представници на неколку странски амбасади, е она што го истакнува ОПСЕ од ИХР, го истакнува тонот на медиумското покривање на јавниот сервис за време на изборите, а и извештаите на Европската комисија искажуваат постојано во континуитет сериозна загриженост за она што се случува со јавниот сервис. Сакам само кратко да ве подсетам на препораките на Советот на Европа и на Комитетот на министри за она што треба да представува јавниот радиодифузен сервис. Тоа се универзалност, тоа значи дека јавниот сервис не треба да се раководи од рейтингот, туку да настојува секој да може да ја следи и да ја разбере програмата што се емитува. Тоа е разновидност на програмата на најмалку 3 начини: во однос на понудените жанрови, на целните публики и на темите за расправа. Независност, тоа значи да биде центар на јавната дискусија, во која сите општествени фактори слободно ќе ги внесуваат своите ставови и идеи. Посебност, да води сметка за сегменти од публиката кои комерцијалните медиуми не ги покриваат или ги одбегнуваат. Треба да информира, а не да дезинформира и манипулира. Денешната дебата за македонската радиотелевизија, инициирана пред месец дена од колегите од новинарскиот форум, советодавно тело на ЗНМ, каде членуваат искусни и реномирани новинари. Управниот одбор на ЗНМ безрезервно ја поддржа оваа иницијатива и користам прилика на координаторот на форумот, колегата Ордановски, да му се заблагодарам за оваа идеја. Од разни препораки на Советот на Европа, поврзани со работата на јавните радиодифузни сервиси, се потенцира дека слободни и плурални медиуми се неопходни за постоење на вистинска демократија. Медиумите се многу важно средство
за слободата на изразувањето, затоа што преку нив граѓаните барат и добиваат информации. Во демократски општества граѓаните треба да бидат во состојба да ги разберат, да придонесуваат и да учествуваат во донесувањето на битни одлуки од јавен интерес. Јавните радиодифузни сервиси имаат клучна улога во обезбедување на непристрасни и разновидни информации со кои може да се задоволат потребите на пошироката јавност. Примарната улога на јавниот сервис е да го промовира јавниот интерес, како што се социјалниот напредок, јавната свест за демократските процеси, интеркултурното разбирање и социјалната интеграција. Како важен избор на непристрасни информации на различни политички гледишта, јавниот сервис треба да биде независен од разни политички и економски влијанија, со цел да обезбеди професионални стандарди на непристрасност, објективност и правичност. Освен тоа, тој треба да биде под постојана јавна обсервација и да биде одговорен и транспарентен при вршење на ова битна јавна функција, да служи на јавноста со сета незина разновидност на интереси и малцински групи. Јавните радиодифузни сервиси во речиси сите европски земји се столбови на медиумските системи. Од BBC во Британија преку германската ARD или шпанскиот РТВЕ, секаде тие се клучни актери во медиумските системи. На пазарот се борат со комерцијалните медиуми и со нивната работа ја стекнуваат довербата на граѓаните, на тие земји се влијателни во креирањето на јавното мислење. Токму заради ваквата битна улога на јавните сервиси, во функционирањето на демократското општество ЗНМ во изминатиот период, прашањето за реформа на МРТВ посвети големо внимание. Најголем дел од забелешките на Сдруженијето за законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беа посветени токму на МТВ. Владата најбитните забелешки не ги прифати и прашањето за реформа на МТВ го остави за подоцна. Со делумниот договор со ЗНМ при крај на 2013 година, подржан и од Европската комисија, владата се обрза дека во рок од 6 месеци ќе изнајде оддржлив извор на финансирање на МТВ. За таа цел формираше и работна група во која учествуваше и представник на ЗНМ. Таму единствено ЗНМ предложи нов модел на финансирање на јавниот сервис. Но владата без никакво објаснување го одби нашиот предлог. Очигледно е дека власта МРТВ има намера да го истргува во рамките на политичкиот диалог со опозицијата. Но ЗНМ ќе се спротивставува на секое решение кое нема да биде во интерес на граѓаните и на новинарите што работат во МТВ. Додека власта тактизира, МТВ се соочува со сериозни предизвици во исполнувањето на низината мисија како јавен сервис. Овој факт е забележан во многу извештаи на Европската комисија, каде постојано се повторува истата оценка дека МТВ не ја исполнува во целост улогата на јавен сервис. Најголемата одговорност за состојбата во МТВ ја има актуелната влада, но и сите досегашни влади во изминалите 20 години. Тие не дозволија МРТ од државен сервис, кој служеше на Сојузот на комунистите, да се реформира во јавен радиодифузен сервис што ќе служи на интересот на граѓаните. Менталната матрица на сегашната власт, но и на другите пред неа, не се разликува од матрицата на Сојузот на комунистите, институциите да им бидат подложни на интересите на партиската врхушка, а не на граѓаните. Односот на власта кон МРТ практично го покажува и нивниот однос кон состојбата со слободата на медиумите. Тие знаат дека ако има цврста контрола над МРТ, многу полесно ќе ги контролираат и приватните медиуми. МРТ секогаш ја држат на кратка узда, финансиски ја оценуваат, не ја собираат ефикасно радиодифузната такса, а од друга страна и трупат фиктивни долгови, од кои тешко може да се ослободува. Власта не сака независен јавен сервис и слободни медиуми.
Тие покажа дека не може да владеат без контрола на медиумите, затоа што имат проблем со вистината. Преку контрола на медиумите се обидуваат да ја сокриват нивната неодговорност, неспособност и злоупотребата на власта. Верувам дека проблемот на МРТ нема да се реши со смена на луѓето во МТР. До сега се променија неколку раководства и уреднички тимови, но ништо значајно не се случува, не се менува во уредувачката политика. За МРТ нема да има брзи и лесни решенија. Туку процесот на реформа ќе трае подолго. Добро е што актуелното раководство на МРТ се труди да ги подобри условите за работа на новинарите. Меѓутоа, тоа очигледно не е доволно. Потребна е радикална промена на законската регулатива, со која ќе се обезбеди одржлив извор на финансирање и нов модел на избор на раководните органи на МРТ. Овие промени треба да го намалат влијанието на владата во работата на МРТ и да обезбедат поголема уредувачка независност, но и одговорност на јавниот сервис. На крај сакам да ги повикам колегите од МРТ целосно да ги применат стандардите и начелата предвидени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ги охрабрувам да го игнорират несрекното соопштение на јавниот обвинител и да известуваат за објавените прислушувани разговори од опозицијата кои говорат за тешки злоупотреби на власта. За СНМ соопштението на обвинителот е абсурдно. Како би знаеле ние како новинари кои разговори што ги објавува опозицијата може да станат дел од некоја идна истрага. Јасно е дека ова соопштение има една и единствена цел: да ги одбраќа новинарите да известуваат за злоупотребите на власта. Уште еднаш да замолам да овие податоци кои што ни ги реферираш овде, да уште еднаш убаво ги провериш, значи пред да ни ги презентираш, па можеме потоа заеднички, нели како тим ЗНМ МРТ ќе седнеме заеднички и ќе ги анализираме уште еднаш. Затоа што апсолутно со дел од тоа што го презентираше не се согласува. Се разбира, во Македонската радио и телевизија си има финансиски директори и раководители кои што ќе можат доста експлицитно да одговорат на овие прашања. Тоа не е мојата обврска, ниту па обврската на тимото на Македонската радио и телевизија кои што се наоѓа овде. Прво морам на почетокот да констатирам дека насловот на оваа дебата за јавниот сервис е, па би рекол, доста интригантен. Односно тоа каков јавен сервис е потребен на Република Македонија. И неминовно се отвараат три тези уште на самиот почеток. Дали треба јавен сервис од типот на BBC, значи моќен, јавен сервис, финансиски моќен, програмски моќен. Дали треба јавен сервис онаков каков што имаме во моментот, или пак дали треба јавен сервис на оваа република онаков каков што имавме пред 15 години, може и повеќе. Значи, со сите овие три прашања ние можеме да направиме навистина едни добри анализи и да извлечеме поуки каде сме биле, каде сме и кон каде одиме. И навистина, верувајте, резултатите кои што ќе ги извадиме од тие анализи ќе бидат изненадувачки за сите. И јас ви уверувам дека многу е подобро. Знаете, многу е лесно да не критикувате и многу е лесно да ја фрлате вината врз јавниот сервис, а при тоа да немате образ да го направите тоа. Значи, за секоја критика морате да имате чист образ. Велите, новинарите во јавниот сервис, уредниците во јавниот сервис, долг временски период не излегуваат на дебати. Значи, не дебатираат за суштината, за функцијата, за улогата на јавниот сервис како државна институција основана од Република Македонија. Еве, јас сум 3 години главен одговорен уредник на првиот програмски сервис. Модераторката спомна дека имало претходно обиди за дебата за јавниот сервис, меѓутоа јас ви уверувам дека никој од Македонската радио и телевизија не го покана. Јас воопшто немам добиено покана за никаква дебата, како што немам добиено покана за оваа дебата денеска овде. Значи, ако го видите ова што ви е дадено овде како агенда, овде моето име и презиме не стои. Значи, интервенцијата е направена 5 за 12. Јас уверувам дека ЗНМ во иднина кога ќе организира било каква дебата за работата на јавниот сервис, ќе се обиде барем една недела однапред да ги покани вистинските луѓе. Меѓутоа, проблемот што не само за Сдруженијето на новинари,
Проблемот за сите институции во државата, па особено медиумите, е што се губат во номенклатурата на јавниот сервис и не знаат кого треба да поканат. Јас бев поканет вчера по интервенција на уредниците од информативната програма, затоа што гледам дека по глобално медиумите во Македонија не се бават со јавниот сервис како институција, туку се бават со еден сегмент од јавниот сервис, а тоа е информирањето. Тоест, работата на информативната програма. И тоа е оно што вас ви интересира најмногу, предпоставам и јавност. Меѓутоа, морам да нагласам дека јавен сервис не е само информативна програма. Јавен сервис е нешто многу повеќе од тоа. Значи, основната, јавната функција, вие можете да ми ги цитирате сите постулати кои што Европската радиодифузна унија ги има направени. Па можеме да направиме споредба со сите останати држави и во регионот и во Европа, па да видиме како функционираат нивните јавни сервиси и да направиме една споредба со тоа како функционира јавниот сервис во Република Македонија. Значи, можеме апсолутно да направиме било каква анализа на тоа поле. И верувајте, повторно резултатите кои што ќе ги добиете, ќе бидат изненадувачки. Меѓутоа, никој во Република Македонија во изминативе 25 години го нема направено тоа. И тоа е, ниту една агенција нема направена детална анализа за популарноста на јавните сервиси, нивната гледаност, нивниот начин на функционирање, нивната улога и пред се нивно финансирање. Ние ако сакаме да зборуваме за јавниот сервис, мораме да бидеме свесни една работа и прва и основна која што треба да ја отвориме е начинот на финансирање на јавниот сервис. И од тука нас ни доаѓаат сите оние интересни моменти кои што ги имаме постфестум, а за кои што добиваме критики дури и овде на масава денеска. Значи, ќе се навратам на неколку работи кои што морам да ги потенцирам во ова излагање и верувам ќе отворат потоа интересна дебата. Немојте да мислите дека ние во јавниот сервис сме интровертни, дека не сакаме да дискутираме за нашата работа. Не е тоа точно, меѓутоа мораме да направиме дистинција помеѓу тоа со кои луѓе и со кои институции ние можеме да комуницираме и мораме да комуницираме, затоа што не сме еден обичен медиум кој што го мора да го прави тоа. Сите сме сведоци на еден период на транзиција кој што неминовно не само државата, туку го зафати и јавниот сервис. Јавниот сервис континуирано во овие 15 години беше по транзиција. И морам да констатирам дека тектонското поместување на медиумите во Македонија неминовно го зафати и јавниот сервис. Во изминативе 3 години, јас можам да говорам за јавниот сервис откога јас сум на барем раководно место во јавниот сервис. Значи, Македонската радиотелевизија согласно својата општествена, професионална и максимална улога која што има и максималната посветеност кон својата работа, успеа не само да исплива на површина, значи да биде забележана, туку успеа во многу наврати и да го завземе водечкото место кога станува збор за медиумскиот простор во Република Македонија. Па дајте навратете се назад, да видиме до пред само 3 години, кога исто владеачката партија која што сега и тогаш беше на власт, па и пред 5 години била на власт, па и пред 7 години била на власт, значи во македонските медиуми воопшто не се говореше за јавниот сервис. Ние 25 години немаме дебата за јавниот сервис и се поставува прашањето кој што е многу клучно, зошто токму сега се јавува потребата за дебата во јавниот сервис. Зошто токму сега се протестира пред портите на МРТ, а не се протестираше пред 3, пред 5, пред 7 години или многу повеќе. Македонската радиотелевизија била на работ на својата екзистенција. Имало идеи помеѓу политичарите да јавниот сервис нешто слично на грчкиот јавен сервис да биде згаснат. И тоа не успеа да се направи. Дури ни политиката не беше мокна затоа што европските држави значи се концепирани на тој начин така што јавниот сервис е ликот на држава. Значи уште еднаш ќе потенцирам. Ве слушам во многу наврати, вие велите, па знаете, морате таа професионалност да ја прикажете во едно вистинско светло, така што ќе одделите државата од партијата. Значи, многу е тенка линијата помеѓу објективноста и субјективноста. Тоа што за вас е објективно, за мене може да биде субјективно и обратно. Мораме да бидеме свесни за тие работи. Македонската радиотелевизија е институција која што е основана од државата и ги брани и настапува и секогаш во заштита на државните интереси. И тоа ние го правиме и во моментов и ќе се обидеме
да стоиме на тоа ниво и да го правиме во иднина. Викате ја државна, него викате ја. Во состојба на криза, во состојба на криза на јавните сервиси во регионот. Значи, ако ги анализирате јавните сервиси во регионот, затоа што слободно ќе кажам дека македонската телевизија е единствен пандан и се јавните сервиси. Значи, не само во регионот, туку во Европа. Ударот кој што континуирано го задава политиката на македонската радиотелевизија во изминативе 20 години се покажа недоволно силен за комплетен распад на новинарската матица, туку напротив јавниот сервис ги преживеа и се уште ги доживува исправена на нозе сите критики и обвинувања за својата работа. Во период имаме кога радиотелевизија Србија и хрватската радиотелевизија беше спомената, значи верувам дека и сите ние ќе бидеме сведоци, а од информациите кои што ги имаме тоа ќе биде многу набрзо, така што таму она што и се случуваше на македонската радиотелевизија во изминативе години 15, сега истото ќе се случува и таму. Ќе следува драстично намалување на бројката на вработени и по однос на политиката, уредувачката политика на нивните јавни сервиси имало и има и ќе има и во иднина, значи голем број на полемики. Во функција кога словенечкиот, црногорскиот, босанскиот, па и грчкиот јавен сервис, јас ви гарантирам, живуркаат со својата улога и во своите држави, а тоа се информации кои што можете да ги проверите било каде. Македонската радиотелевизија како полноправна членка на Европската радиодифузна унија е еден од посериозните авторитети и партнери за соработка не само во регионот, туку и во Европа. Зборувам за соработката помеѓу МРТ и ЕБО. Единствен критичар за работата на јавниот сервис, кој што навистина може да ме коригира, Европската радиодифузна унија. Јас ви замолам, доколку имате било какви информации, еве ќе прошириме дебатата, нека биде циклус дебати понатаму отворени од разни сегменти. Ние не можеме, отвараме премногу полемики, премногу прашања, а имаме само една дебата. Значи, сите овие прашања кои што се отвараат, заслужуваат малку покомплексна и повнатрешна дебата и повнатрешна анализа. И ние тоа не можеме да го направиме само во еден ден или во еден термин. А дајте да видиме какви се другите јавни сервиси во регионот или какви се европските јавни сервиси, колку се популарни тие во своите држави, колку е популарна македонската радиотелевизија, па ќе направиме повторно некакви заклучоци. Јас ви уверувам дека македонската радиотелевизија не ја интересира рейтингот, како што споменавте. Значи, не ни интересира гледаноста за тој степен, затоа што ние имаме една единствена функција. Покрај тоа што треба да информираме, ние треба да забавуваме и треба да едуцираме. Пред се едукацијата е оној дел кој што, според мене, треба да биде на едесталот кога станува збор за програмата. И за крај уште еднаш би потенцирал уште неколку работи. Јавниот сервис од секогаш ќе биде отворен за критика. Нашето присуство овде значи го потврдува истото. Јас верувам не само кон мене, затоа што ја во глобала сум одговорен уредник, ја следам целата програма. Не можам до детали да навлегувам во ситници, затоа што има уредници извршни кои што работат по програми многу покомплексни и подобро ја познаваат проблематиката од својот сектор кој што го работат. Верувам дека гротото во медиумите и насоките и нападите кои што беа давани кон јавниот сервис беа кон информативната програма, а затоа тука се колегите мои од информативната програма, начело со извршниот уредник Горан Петревски, па верувам дека сите прашања кои што ќе бидат насочени не само кон мене, туку и кон нивната работа ќе можат и директно да ви одговорат, значи на сите прашања и критики кои што имате кон работата на јавниот сервис. Нашата работа како новинари е одговорна и токму затоа секоја критика и сугестија кон нас, верувајте, се добре дојдени. Факт е дека МТВ не ги објавува снимките кои што опозицијата ги објавува на своите пресконференции. Меѓутоа мора да имате во предвид дека согласно кривичниот законник објавувањето на снимки од неутврдени избори представува и кривично дело што представува одговорност на уредникот на медиумот. Не знам од каде е таа увереност дека тие снимки се легални, кој суд пресуди или како дојдовте до таа информација дека објавувањето на тие снимки нема да предизвика во иднина кривична одговорност на уредникот или уредниците кои што ги уредуваат вестите во Република во јавниот сервис заради објавувањето на таквите снимки.
Не може да се нарече сообщението на обвинителството трагично, смешно или не знам какво, тоа е државен орган и ако се цитира сообщението, ако се види сообщението, кажува дека објавувањето на снимки кои што се употребуваат во судска постапка и од неутврдени извори представуваат законот, кривично закон представува кривично дело. И ние не можеме сега да го обвиниме уредувачкиот тим во МРТ дека не сака да ги објавува снимките. МРТ си ја врши својата функција и информира за тие настани. Прашање е то дали се тие снимки легални, на каков начин се добиени, за содржината на снимките ќе одлучи судот. И времето ќе покаже дали МРТ бил во право или не бил во право во информирањето на граѓаните. Тоа не може да се констатира дека МРТ не извршува својата функција и не ги информира граѓаните. Во говорот на председателот на ЗНМ и на извршениот директор беше кажано дека не треба независен јавен сервис. Меѓутоа не се укажува каков е тој модел кој што гарантира независност на јавниот сервис. Значи јас можам да ви набројам, ако сакате да ви пратиме во мейл, од 29 држави во Европската унија и земји од Европа, каде што директорот на јавниот сервис не се бира како кај нас во Република Македонија, преку програмски совети, преку надзорни одбори, управни одбори и така натаму. Хрватска пред самиот влез во Европската унија го смени ваквиот начин модел и директорот на ХРТ се избира во парламентот. Е сега, ако извршен директор на ЗНМ одговара во еден дел хрватскиот закон, не може да не му одговара во друг дел хрватскиот закон. Дали тоа значи дека хрватскиот радиодифузен сервис ХРТ е зависен, контролиран од власта затоа што се избира директорот во хрватскиот сабор? Јас такви информации ниту еднаш, ниту официјални дописи или било какви сообщенија од Европската комисија не се стигнати дека хрватскиот сервис е зависен и дека уредувачкиот тим и директорот на хрватската телевизија се зависни затоа што се избираат во хрватскиот парламент. Што се однесува до долговите што ги има МРТ по основ на даноци, тоа се должи на тоа што таков е законот за финансиско работење во Република Македонија и долгот не произлегува од неефикасното управување со самата телевизија, туку заради тоа што Македонската радиотелевизија мора да плати даноци и на делот од радиодифузната такса кој што не е наплатен. И Македонската радиотелевизија и Македонската радиодифузија по тој основ има даночни долгови кон управата за јавни приходи, значи не се резултат на нивното тековно работење, туку е резултат на ненаплатената радиодифузна такса, а фактурирана, и како резултат на тоа имаат долгови кои што ви кажа директорот, тоа дека се тие кои што се сигнати од сајтот на управата за јавни приходи. Не би се согласил со главниот одговорен уредник дека треба или не треба да се плаќа радиодифузна такса. Според мене треба да се плаќа радиодифузна такса и според мене бугарскиот модел можеби не е најсречниот модел или оној што е избран тука, бидејќи во Бугарија се финансира од буџет и регулаторното тело и телевизијата и не се многу среќни, туку се далеку од среќни, бидејќи премногу зависат од власта и од желбата на власта колку пари ќе им претрпи. Така да состојбата е далеку од идеална или добра во бугарскиот јавен сервис и во медиумската сфера. Не би сакал да коментирам или да реплицирам на директорот на ЗНМ, меѓутоа не е единствен предлог што го даде ЗНМ и кој што не беше прифатен од владата. Повеќе институции кои што беа вклучени во работната група дадоа свој предлог и мора да се има предвид фактот дека времето кое што беше барано и беше услов за учество на изборите, за бесплатното представување на третиот, односно на собранијскиот канал беше минимално, односно да не кажам воопшто не искористено ниту од партиите на власта, ниту од партиите на опозицијата. Значи, се дојдеме во една абсурдна ситуација. Бараме нешто да се направи, тоа се преточува во закон, а после тоа воопшто не се користи. И би сакал да кажам две реченици на крај, дека протестите што се организираат пред Македонската радиотелевизија
представуваат сериозен притисок врз медиумот и воопшто не може да стане збор за, не знам, во наводници како што го презентира таа група на луѓе што протестира пред МРТ, дека ќе освојуваат. Не знам што ќе освојуваат. Слободата не се освојува со такви мерки. Слободата е прашање за дискусија. Сега, дали тоа што го смета господинот Ангелов за него е слободно, за некој друг може би е неслободно. Така да не можам да кажам дека, значи мојот став е дека на ваков начин се врши директен притисок врз јавниот сервис и на темата на денешната дебата, каков јавен сервис е потребен на Република Македонија, само ќе одговорам со едно прашање, дека дали на Република Македонија и треба таков јавен сервис, каков што имаше, кога имаше директор со средно образование. Ако е тоа сервисот што на некои луѓе недостасува и треба да го ослободат за да ги реализира тие своји желби или неостварени амбиции, мислам дека тоа не е таков, не е јавниот сервис кој што и треба на Република Македонија. Мислите ли на мене или на некој друг директор? Продолжете се со. Значи видите, ова е Зоран Трајчевски. Затоа што таа работа па толку лесно се проверува. Има закон за тоа. Како може да бидете директор на МРТВ, јас бев и директор и главен со средно образование. Второ, пошто е власта цела туди, па ја им го универзитетот, со еден телефон ќе го достават твоето досие. Одма ќе се види кога сум дипломиран. Знаете како, они го гледаат латас. Да. Секако да ви кажем, кога не знаете што е јавен интерес во Македонија, одма ставете се на другата страна од тој што го застапува и латас. Одма сте на страна на јавниот интерес. Имаме екипа која што е на страната латас. Ова е овде во првиот ред, па уште и не само што е на страната латас, него кога му гостува латас во емисија вака со покалото, ова е многу важно. Значи, ме молам, не користам прилика, видите, ја не реагирам кога латас и не вем колку говорат глупости. Но кога директор на агенција за медии ги пренесува тие глупости јавно, ето тоа е нивото на дебата кој тие го застапуваат. Ај сега да не зборам со кој просек сум дипломиран. Ајде да не зборам што ми е докторската, со кој просек е докторската. Да не зборам што е господин Трајчевски кој седи као агенција, што е неговото образование. Па да видиме одма компаративно, сакате? Одма да видиме кој е вашиот просек, што е вашата докторска, што е мојата докторска. Кој е вашиот просек на студии? Што сте ви? Електроинженер. Па електроинженер сте, така е. Затоа и не можете ништо да кажете за јавниот интерес како што и не кажете. Ама и што вие не кажувате за јавниот интерес. Него кога главниот уредник, одговорниот уредник и овдека присутниот главни кој ќе земе збор, сигурен сум, кога тие не чувствуваат потреба да говорат за јавниот интерес, и кога почнуваат дебатата со тоа дека оние овдека се дојдени како новинари за финансиските проблеми организациони треба други луѓе да се вклучат во дебата, како што почне господинот Ратајковски, а потоа 95% од дискусијата е за моделот за финансирање, тоа е, драги мои колеги, трагедијата во која се наоѓаме. Видите, единствената вест денеска од ова што ќе излезе, не е тоа што ја и Трајчевски со подигнат тон, со спуштен тон ќе си реплицираме. Ја користам прилика да го коригирам, бидејќи кажува невистина. Единствената вест е што се они денеска дојдени на дебати. Они се жалат дека немало дебати по законот кој се должи да го спроведуваат, они се тие што таа дебата треба да организираат, по законот и МРТВ и агенцијата се тие кои треба анализите да ги прават. По законот, сакате да ги цитирам ускоро? Сега, главниот уредник се жали, одговорниот уредник немало дебата. Што не ја правите вие дебата? Кој да ви го анализира МРТВ? Ја да го анализирам, сме го анализирали, сакате да ги доставам анализирам. Вие по закон сте обврзани тоа да го правите. Ако е кризата поголема, дотолку повеќе. Зошто се они денеска тука, колеги? Затоа што чувствуваат дека бродот тоне. Дека нивното разбирање за тоа што треба да биде јавниот сервис во Македонија е при крај. Не би било они тука да се... Тоа што овдека изигруваат арогантни и така натаму е доказ за слабост, во одредени случаи некапацитетност. Но тие се тука денеска веќе разбираат дека работата доаѓа при крај. Веднаш да кажам пред да продолжам, јас ве повикувам и одговорниот уредник и главниот уредник информативна да си поднесете оставки. Тоа ќе биде минимално што можете да го направите за да подобрите
перспективата на јавниот сервис. Каков јавен сервис сакаме? Проста е работата. Се што сакаме за јавниот сервис стои во законот. Вие во моментов, раководството и агенцијата, чишто директор е должен да го спроведува законот, прекршуваат негде околу 20 на законски опаски. Во овој момент. И дури мислам дека, што вели господин Тратајковски, кога би седнеле дебата, лесно ќе се сложиме за тоа. И тие не се спорни, многу се јасно напишани, и тие не се спорни дека ги прекршуваат. Можам, ако сакате да ви ги читам, сум ги подвлекнал, ама предпоставам дека мање више сите ги знаат. Таму во тие членови се говори за избалансираност, за професионалност, за интегритет, за објективност. Во неколку од членовите се инсистира на тоа дека јавниот сервис не сме да биде под партиска контрола. Овдека ние да ги пуштите до утре ќе ви говорат дека финансиите данокот едно друго. Слушайте, моделите на организирање на јавни сервиси може да бидат вакви и онакви, да тоа сте во право. Секогаш има потреба и можност да се подобруваат. Но нема дилема околу тоа што треба да биде интегритетот на информативната програма. Значи нема дилема околу тоа што прави господинот главен уредник на информативната програма. Тој кршење на сите познати стандарди, затоа што во законот има член кој инсистира на спроведување на утврдените и прифатени стандарди, кои што постаат во меѓународна пракса, во кодексот на ЗНМ и во овој закон кој што е напишан. Ги кршат. Што да правиме? Дебата не прават, нема дебата. Еве прифатиле да дојде да ги викнат, јас тоа го поздравам. Но да знаете да немате дилема зашто е тоа така. Така е, бидејќи бродот тоне. Во секој недемократски режим како што е македонскиот, медиумите се еден од клучниот фактор за одржување на недемократијата. Во македонскиот случај јавниот сервис беше првата жртва и сега сите се расположени да направиме историски рефлексии како било 85-та, 95-та, 2015. Слушайте, можеме да ги правиме историските рефлексии со цело задоволство. Мислам, ја барем во тоа, ја лично имам и референции за тоа, па уште ќе би биде подраго да ги направиме. И тоа, гледайте, ние предпоставката е дека нешто сме почнали да правиме за да одиме напред, а не да се враќаме. Вакво регресирање во кое што се наоѓа македонската радиотелевизија во програмска информативна смисла е карактеристична не за полуслободни, туку за неслободни држави. Нема друг начин како тоа да се објасни, освен да се врзе одговорноста за тоа со главните луѓе кои што се задолжени за информативната програма. И тука ништо не помага, нити финансии, нити даноците, нити моделот, нити вработените. Затоа што па, ако отвориме компаративи сега, како било, што било, кај е стигнато, секако е денеска МТВ и МРТВ во далеку подобра состојба од колку сите претходни години кога постојат. Ние имаме еден недемократски режим, тој режим го сведочиме сега веќе со докази како е настанат и што прави. Тој режим се ближи кон својот крај, он е морално веќе корумпиран, но мислам дека наскоро ќе биде и во смисла некаква поставеност законски така ќе падне. Во да немате никакво сомневање дека во политичката разрешница на македонската криза ќе спаѓаат оставките на овие господа или нивните смени со се директорот на агенцијата, а веројатно и целиот состав на агенцијата, веќе по законската поставеност тие се многу важни луѓе во неконтролирањето на како се спроведува законот. Значи, и јас во таа мислим правам услуга. Ги повикувам да се поднесат оставка пред да тоа биде просто нотирано дека ќе се заминуваат. Да нешто да... Гледате, јас господинот Тратајковски не го познавам. И еве денеска го гледам, може да сме се видели уште еднаш пред тој така натаму и немам... Јас Горан го знам, со години се знае. Тој тип на морални падови ми се скандалозни. Тој тип на немање, како кажем, вертикала, професионална, интегритет професионален ми е скандалозен. И тоа горем да си дозволам директно да ти го кажам, оти кога го кажував на насловна страна на Утрински вестник заедно со Латас, ти го поканил Латас во емисија, кој што бараше да биде сменет истиот ден. А јас таму говорам дека МТВ треба ги научи лекциите и дека би било добро информативната програма да се подобрува, дека не е потребна твојата оставка. Тоа е разликата. И сега ти се доведуваш во ситуација да го викаш Латас и внимателно со вака аналитички да го слушаш тоа. Кај што гледате, не сакам уопште да влегувам во теоретизирање, во анализа на модели, ова денеска е трибина
е дебата на која што ние новинарите ЗНМ и пред се новинарска организација треба да говориме за суштествената, централната точка заради кој сме ние обединети во тоа здружение, а тоа е новинарскиот професионализам. Не сме ние експертите, некој од нас се јас сум, за тоа како би се финансирало, како би било организирано, што се меѓународните паралели и така натаму. Има за тоа теорија, книги сме ги читали, ги знаеме. ЗНМ прави дебата за информативната, за начинот како информира МРТВ. Скандалозно. И ако луѓето кои што овде присуствуваат немаат еден грам самокритика, пазите. Јас не очекувам дека некој ќе си поднесе оставка или некој ќе признае. Некаква авторефлексија, некаква самокритика. Да кажат, во моје време имаше притисоци кои што веројатно со овие денешни не се споредува. Па кажете бе колеги, што е толку страшно? Па кажете, превземете одговорност. Па конечно видите и одете си од тие функции, па што е толку страшно кога имате млади стигнатуши пред 30-40 години пред вас професија. Што да ви кажам, треба на нешто да сгазите, треба утре во чаршија да се видиме кој ќе заврши ова, ќе заврши. Зашто да си ги на тој начин погребете кариерите? Како што гледате, се обидов да испровоцирам дебата која што се надевам дека ќе биде јасна и продуктивна во наредниот програм. Кога се разговара за јавниот сервис, секогаш се мисли и се асоцира само на првиот програмски сервис. Треба да се има предвид дека јавниот сервис има и втор програмски сервис, има и Македонско радио, значи првата програма и втората програма, што значи дека во иднина треба да се земе предвид и тој план. Тоа што ќе го кажем, господин Ратајковски, не се филозофски конструкции кои што ние ги замислуваме, седиме дома, гледаме МТВ и не ни се допаѓа, значи не дека критикуваме значи без основа, јас ќе се обидам да го аргументирам тоа што ќе го кажам. Кажете дека дали на Македонија е потребен финансиски и програмски моќен сервис како BBC или друг облик. Дали тоа значи дека МТВ не е програмски моќен јавен сервис. Отчетност, значи, мора да давате, ова да ви биде јасно еднаш за секојаш. Отчетност мора да давате пред јавност. Јавноста е и ЗНМ, јавноста е и Сашо, јавноста сум јас, јавноста се колегите кои се тука. Значи, мора тоа да го имате на ума. Нема што вие да размислувате, да бирате институции или па органи со кои што вие ќе разговарате за јавниот сервис. За јавниот сервис мора да разговарате со себе. А да бирате институции и органи за кои што сакате да разговарате за стандардите, можете да отворите една ваша приватна телевизија, можете да им кажете на уредниците кого да повикуваат. Вие сте јавен сервис. Тоа е. Мора да бирам. Па се дека бирате, што има максимална дискриминација и максимално омаловажување и на јавниот сервис и на новинарите како професија воопшто. Разликот во популарот кој што се користи по новинарите, насочен особено од јавниот сервис, значи води кон тоа, неминовно. Јас сум парламентарен, па му дозволувам. Се додека бирате, вие правите дискриминација. Значи нема што вие да размислувате за тоа. Значи постојат стандарди, вие отчетност давате пред целата јавност во Република Македонија. Рековте, единствен критичар на јавниот сервис може да биде само еден. Меѓу другото. Значи, можеме да провериме од снимките што кажат. Рековте, единствен критичар може да биде Ево. Еве да речеме меѓу другото. Критичар на вашата работа, на тоа како известувате, како ја едуцирате публиката, како ја забавувате, може да биде секој граѓан. Секој граѓан кој што на први одделува 190 денари за радиодифузната такса. Бидејќи вие се финансирате од граѓаните, не се финансирате од Никола Груевски. Тоа не знам како не го разбирате.
Мислам, толкова прашање дебатираме. Не, јас се кажувам после, че имате... Зашто да знам дали да реплицирам веднаш или да почекам? Па може да кажете... Не, завршете со може да кажете зашто, например, вие не сакате да давате отчетност. А кој го праша да не сакаме да даваме отчетност? Не можам бидете малку коректни? Па, како ја давате таа отчетност? Па еве, според вас, како не сакаме да даваме отчетност? Па, со тоа што не ги објавувате снимките, бидејќи... Мислам дека таа теза е веќе разглабана до детали. Знаете што е узорно да се разговара на таа тема. Знаете што велат европските стандарди, дека за јавниот сервис јасно се прецизира дека вработените во овие институции не смеат да примат инструкции од поединци или органи за нивната работа. Значи не смеат. Не знам како не е јасно. Не јавниот обвинител, не влада, не собрание, не политичка партија. Вие треба да бидете независни, да не примате никаква инструкција од ниеден државен орган. Утре може да ви каже јавниот обвинител изгаснете ја информативната програма. Што ќе правите? Ќе ја изгаснете? Ќе ја изгаснете. Ќе ја изгаснете. Никогате да потврдите. Мислам дека овој одговор е многу добар и покажува дека кој е нивото и кој е квалитетот на луѓето кои што раководат со македонската Јас зборам Билјана Душка си јас ме молам, лекувате во едни филозофски конструкции. Па рекол дека не се конструкции, но се конкретни податоци. Не се конкретни податоци, ме молам. Значи, и кога има говорски, значи ви кажа, тенка е линијата помеѓу објективноста и субјективноста. Тоа што за вас е независност и треба да биде, не мора да значи дека и за мене важи. Знам дека има една интервенција да му објаснам кој е вашето ниво на образование. Тоа не ми беше злонамерно. Молам да си го завршите изложението, а потоа... Нема представници Линика Пота. Он сега се спрдува на реплицирање. Сега ти заврши. Заврши се со, па ќе дебатираме. Не, ама јас се обидувам да завршам, а овие не ми дозволуваат да завршам. Знаете зашто не ми дозволуваат? Зашто знаат дека сум управо. Дека и тие не се управо, инаку не би реагирале вака. Би биле сосема смирени, би биле сосема, значи, културни. Па добро, сега, таа ваша одлика на арогантност ја гледам и по телевизија. Како се смеат? Да. Мислите дека власта е да покажувате цинизам? Апсолутно не, тоа е моја приватна лична карактеристика. Може би вие што нешто... Ама вие не разбирате дека сте одговорен уредник на јавниот сервис и дека не сте приватно лице, не сте физичко лице. Добро, може ли не сте Не, Санта, извини сега. Постојано ми се дофрлува во моето излагање. Јас не успеав да кажам неколку поинти кои што ги замислив дека треба да се каже. Добро. Значи, Санта, ќе одземам само 3 минути со тоа што го замолувам господинот Ратајковски, ние можеме да продолжиме. И јас го замолувам за да завршим. Кога има дебата, тогаш... Да, ја прашав коректно дали треба да одговорам или не, господинот Гречев, може ли да одговорам? Значи, ајде да завршиме со Стефан Филип, може да завршите со... Значи, јавниот сервис треба да спати еднаш да секој. Така, од служењето на националните интереси, така како што ги дефинираат властите, јавните радиодифузни сервиси еволуирале веќе во институции кои што се занимаваат со јавниот интерес. Јавниот сервис, како дел од медиумскиот систем, најчесто се вели дека е основан од јавноста, контролиран и финансиран од јавноста, а не е веќе господин Ратајковски државна институција основана од Република Македонија. Тоа беше во минатото. Не е веќе тоа. Јавниот сервис веќе е основен од јавноста, бидејќи јавноста плаќа. Значи, јавниот радиодифузен сервис Македонска радиотелевизија бил под целосна контрола на владеачките структури. Додека не сваќаат политичарите дека јавниот радиодифузен сервис
не може да биде под влијание на ниједна политичка партија, собранието, влада. Јавниот сервис не може да ги промовира интересите на целокупната популација во Република Македонија, односно граѓаните. Самиот факт дека господинот министер не е тука покажува каков однос има власта кон јавниот сервис. Целта на јавната радиодифузија била и останува универзалноста, разновидноста и независимоста, а кон овие принципи мора да им се додаде и четвртиот препознатливоста, особено важен во период кога јавните радиодифузни сервиси делуваат паралелно со комерцијалните телевизии. Драган вели, поканили сме оде на дебата, настав каков јавен сервис е потребен на Република Македонија или каков јавен сервис е треба на Македонија. Сашо Радановски бара оставки. Значи да расчистиме, сакате оставки од нас или сакате да дебатираме каков јавен сервис треба на Македонија со нас во на пакет. Виче оставка да дебатираме. И оставка. Али пристичавај. Да. Може да го дајете микрофонот да се полосно? Не, да, Цело време не може да се диска. Само да го покажам. Не знам дали ишкајки ја мувата од капата, Саша Ордановски многу жестоко распали се, најде повикан, па многу жестоко тргна со навреди, вели ово и овде. За мене, офтајки со пенкалот, ми имитира како сум мафтал со пенкалот и спомнува други личности кои не се овде. Потоа кажа професионален пат, морален пат во професионална вертикала, глумење ароганција и некој брод што тоа. Ја не знам за кој брод зборувате, ако зборувате за политика, овде сме пак за јавниот сервис да дебатираме. Зборуваме за МТВ или за политика зборувате? Едно без друго, очигледно не иде. Не, Горан не иде. Не, јас по професија и по дефиниција сум само новинар, односно уредник. А Сашо Ордановски од секогаш сакал да се дружи со политика, со политичари, да биде политичар повеќе колку новинар, веројатно за тоа не можеме да дебатираме. Сефер Тахири, само да го исправам, председателска дебата имаше соочување на председателските кандидати на МРТ во лани на изборите. Беше споменато дека немало дебата на МРТ. И пак ќе се навратам на Сашо Ордановски после еден краток вовед за да тргнем од почеток. Кој се соочи на таа дебата, извини? Сите четворица кандидати за председател. Сте ја пропуштили очигледно дебата, не сте тука. Директорот на агенцијата за медиуми Трајчевски вели дека ЗНМ не реагирало кога од некоја приватна телевизија била тргната една емисија. Бев збунет во тој момент, потоа на крајот малку ми болесна кога го спомна и директниот притисок што со месеци наназад се врши врз јавниот сервис со протестите пред капијата на јавниот сервис. ЗНМ вели дека станува збор за судир на суети или на новинарски суети или на новинарски величини кога по медиумите се препукуваат одредени новинари па се воздржува од реакција, но јас ја користам оваа прилика да кажам дека сум збунет и затекнат и се чувствувам незаштитен како поранешен и актуелен член што на ЗНМ што не е обновил членарината, но тоа не ви дава право за да не застанете во моја одбрана ако сте новинарско движение како што се представувате, кога со месеци наназад врз мене се врши линч, директни напади, уцени и многу гадни закани за кои сите сме сведоци. Значи не се бараат само оставки, оставките се нешто најдобро што можам да го чујам во последниве месеци за мене. Да не го прочитав тоа што го прочитав во последниве месеци за мене, ќе се мисле дека сум сосема друга личност и нема да знае дека имам морален пат во професионалната вертикала, како што вели Сашо. Колешката Санта кажа дека имало обид за дебата да се направи со нас уредниците од македонската телевизија. Јас реков дека тоа не беше обид за дебата, тоа беа обид за медиумски спектакл, некако барем така го доживеав. Јас добив за 2 минути 20 SMS пораки, во кои истите пораки ги доби и неколку мои колеги уредници. Ние сме тамо 6 мини уредници. Го поддржувам Димера Тајковски кога вели толку години сме новинари, се познаваме сите добро. Работа ни е јавниот сервис и нам и вам како ЗНМ, а не ја знаеме добро ни номенклатурата, ни позициите во јавниот сервис, па не знаеме кого да поканиме. Се мешаат позициите, се мешаат функциите, мене ме представуваат како главен и одговорен уредник. Диме е одговорен уредник на првиот програмски сервис повеќе од 3 години, јас сум уредник на информативната програма 2 години. Со мене, со Душко, со Билјана, со Стојан работат и Катерина Топалова и Мартин Пушевски. Тие се дел од уредничкиот тим
нив никој не ги спомнува, ние четворица добиваме SMS пораки на кои не повикуваат на дебата новинарскиот пленум, кој претходно 20 дена претходно не линчува, односно накратко кажано не лустрира и новинарски и професионално и човечки сега по сите критериуми. Затоа не ја прифативме таа дебата на новинарскиот пленум и не недов за сходно ниту да одговорам на таква покана. Со многу голем број од тие луѓе таму, сум личен, сум пријател на некој начин, може да дигнат телефон, да ме поканат како човек, не бегам од дебата никогаш. Никогаш. За нивото, велите, глумиме овде ароганција, не знам како рековте, цинизам, продаваме цинизам. Јас многу внимателно ви слушав, не дофрлав никој додека зборуваше, еве сега некој пак ми дофрлав додека зборувам. Жал ми е што е тоа мојата драга колешка Вилјана Сакулска. Насер Селмани исто така сме имале многу дискусии и дебати, не се согласуваме за многу прашања, но со еден телефонски повик се договоривме да се сретнеме. На таа средба ја договоривме оваа дебата. Ја поздравувам и јас и ја поздравувам иницијативата на Сашо Ордановски, но очигледно мотивот бил некој друг, да се побарат оставки, а не да се дебатира за јавниот сервис како таков. И сега јас молчев два месеци, повеќе од 2 месеци молчам, не одговарам на навредите кои беа јавно по портали, по Facebook, по социјални мрежи напишани на моја адреса. Обидувајќи се да си го заштитам прво собственото ниво и дигнитет, затоа што не сум научен така да комуницирам, се сметам за културно воспитан човек и нема да го спуштам нивото на комуникација ниту сега. Мислам дека тоа што со Билјана и Душко дојдовме овде и со Димера Тајковски е не само гест на добра волја, бидејќи со некои колеги кои не илустрираа претходно кажано, толку не навредија и не омаловажија, не треба да се сретнеме и да дискутираме, но ние сепак дојдовме овде. Не заради бродот што тоне, мене ми е гајле за бродот што тоне, не сум водел политика никогаш, не се дружам со политичари, немам политичари џугари, за разлика од некои други. И тоа што сме тука е исклучиво затоа што сакам да ги слушнам вашите совети како поискусни колеги, како колеги кои работеле, како колеги кои придонесле за МТВ да биде ваква каква што е денес. Ако имате нешто мудро да ми кажете, да пробам да го применам, да ги сватам вашите критики добронамерно и да ги прифатам како корисни совети. На крајот Сашо кажа дека не бега од тоа и да правиме back to the future или да сурфаме по минатото, затоа што имал референции за тоа. Јас пак ќе кажам, Сашо, многу го почитувам, нема да си дозволувам да те навредувам како што ти правиш. Само ќе кажам една урбана легенда што сум ја чул од тебе во еден период кога исто така многу сум те почитувал. Во времето кога и тебе ти се допаѓаше пица бурекот, веројатно па малку поинаку размислуваше и пишуваше. И во една пригода јас и една моја група колеги од факултетот за политички науки во тоа време или група млади новинари ја имавме таа чест Сашо Ордановски да ни биде предавач и гостин. И ни каже една, не знам дали е мит или е вистина, тој ќе потврди самиот и ако е доблесен ќе ја признае прво, а јас ќе ви го кажам, па вие извадите си заклучоци за тоа како работи МТВ денес, а како работело во негово време. Го цитирам Сашо Ордановски во негде 2000-та година. Вели, пред 4 години од прилика ми се јавува Бранко Црвенковски, а ние со Бранко бевме така блиски. И ми вика, Сашо, сакаш ли ти да бидеш директор на МРТВ? И ја му сакам бе Бранко, како некој, дошо некој да бидам директор на МРТВ. И Бранко вика, добре, па тогаш дојде да се договориме да бидеш директор. И јас му велам, слушај, само не очекувам да ми се јавуваш секоја вечер да ми кажуваш како да ги редам вестите. И на тоа Бранко ми вели, Сашо, не биди наивен, па ја те ставам таму за тебе, за да не ти се јавувам, не за да се јавувам. И во тоа време тоа повеќе зборува за вас него за политичарите. И јас се чудев зошто ја кажувате таа урбана легенда. Тоа е повеќе на штета на новинарството, така како што е. Знаеш ли како заврши таа урбана легенда? Со полиција да смени од МТВ. Тебе како да ти заврши? Зашто урбаната легенда е точна. Но што покажа тоа дека ја навистина не прифаќав телефонски разговори? На крај доаѓа со обезбедување да ме вадат од зградата.
Ама ти тој крајот не го кажуваш на урбаната легенда, ти да ти одговара. Јас сум сигурен дека и тебе те повикале да ти кажат дека ќе бидеш директор на телевизија. Се надевам дека и ти си им рекол, види, нема да бидам директор ако мислите дека на телефон можете да ме нарачувате. Сашо, дозволи да завршим. Еве ти дозволам да заокружам урбаната. Не, да ја заокружам приказната за све што сум чул, па после повед. И за уште една невистина што беше кажана, е тоа дека Сашо Ордановски на насловна страница на Утрински вестник ме бранел, а јас не сум го поканил во дебата, не е точно, имаме доказ, SMS порака, колегата Стојан Трпчевски ја испрати пораката, Сашо одговори вака: не сум во Македонија, во странство сум, се враќам во април, но и премногу сте токсични во последно време. Со тоа ни даде признание дека до сега сме биле нетоксични, сме биле добро, и ако што се сеќавам, колегата Стојан ти рече, ти порача добро, детоксизирај се, па се гледаме. Значи имаше дебата, имаше покана за дебата на која ти не дојде, и еве се гледаме тука, ти бараш оставки, тоа е тоа. Јас тука не би должел, ако има интерес од другите колеги нешто да се поделиме, ќе кажам. Но сакате друг тип на судите. Немојте да дозволувате јавниот обвинител да ги дефинира агендата уредувачка за тоа што е јавен интерес од Македонија. Јавниот обвинител е политички играч на македонската политичка сцена. Јавниот обвинител е странка во спор. Дури и без да ги слушаме лентите што каква странка во спорот. Вие си дозволувате наспроти повеќето од другите медиуми, прво да го прифатите советот на јавниот обвинител за дефиниција што е јавен интерес. Потоа одите чекор понатаму. Не ги објавувате материјалите, а ги објавувате сите реакции за материјалите. Значи, по принцип, вашата публика не знае што се материјалите, но нема сообщение на ВМРО кое не сте го објавили. Понатаму, кога ви бил последен пат Зоран Заев гостин на Трундево, лидерот на опозицијата? Ја мислам дека оваа политичка криза би требало веројатно еднаш неделно да ви гости на програм. Освен ако не знаеме, молам? Не, они треба го карат. Или че Груевски име 2 пати дневно, па реков некако да се заштава. Сакам да ви кажам, значи, гледайте, јас ви говорам за уредувачката политика. Не можете да си дозволите најголемата политичка криза во Македонија да ја третирате со тоа што јавниот обвинител ви одредува што е јавен интерес и ако по законот точно се знае како да прави. Второ, Горане, вие господин Ретајковски, пак ќе кажам малку, да земете го ризикот и да одговарате ако треба за тоа кривично. Што сте се уплашили? Па ние другите, знаете како, вие кога зборувате испаѓа дека ние сме во покоматна позиција, Сашо Ордановски. Па знаете ли мене што ми прават на јавна сцена со години намер? Па знаете ли што е господин Зоран Трајчевски како заштитена бела мечка во споредба со мене? Па на мене ми се вара главата 2 метри дупка да се ископа со армирана бетонска плоча по име и презиме. Агенцијата не реагира за тоа. За тој говор на омраза. Знаете ли што ми се случи некој на пазар? Еден таков граѓанин потикнат од 2 метри дупка со армирана плоча сакаше да се тепа со мене. Сакам да кажам, немојте сега вие да ни насадувате тука дека вие сте странката која што е навредена и која што е, како да ви кажам, сте под притисок. Сакате да се смениме? Ај поднесете си оставка, ја ќе се нафатам и да глави доред, а вие критикувате. Па да видите како е, што е притисок. Еве ви уште една урбана легенда која е точна. 95-та година председателските избори во Македонија. Кога господин Григоров одби, 94-та се извинувам, кога господин Григоров одби да се појави на дебата со господин Љубиша Георгиевски. Вече Григоров мислеше дека после радиското интервју каде што паднаа тешки зборови, особено Светка Григоров беше скандализиран, неќеше да дојде на дебата. Видите, кога ми упаднаа во канцеларијата господин Љубиша Георгиевски кој е жив, госпоđа Доста Димовска која почината, Змејковски, како кажете го и со брадата ВМРО, тоа беше уште Флоровски. Значи, прво беа сите наоружени, со случај на Димовски и ми ги покажаа пиштолите. Значи, гледайте, немаше никаква полиција на вратата во МРТВ за да ги сопи. А не кордони на специјалци кои што сега од овој. Зашто не го примите вие Ангелов? Кој е таму раководство? Зашто е толку страшно како е министр за образование? Зашто не го примите Ангелов да разговара? Го примите кога сте бил до странство, веројатно се вие разговарате, што да го примам со стојачи, се познаваме на улица, разговарате. Одлично, супер, баш ми е драго. Зашто ни треба полицијата? Нема полиција. Како нема полиција, се јас може сум бил странство по процедурално се да скратам приказната. Добро, пошто урбани легенди да скратам приказната. Што ќе сакам да ви кажам. Вие се тие две поети. Прифатете поголем ризик
Истерете ја професијата, тоа ви е позначајно. Јас мислам веќе дека сте на ивица кога треба оставка да си поднесете, бидејќи од ова што до сега е направено, мислам дека нема рекверс во професионална смисла. За вас лично апсолутно ништо, ја ви кажувам дека имате морален пат во професионалниот интегритет и тоа сум спремен до утре со најдобро да го видам. И исто така ви советувам, најколегијално и како да кажам, коректно, дека дебатите мора вие да ги инициирате. Програмата мора да ви врие. Секој дневно мора да врие програмата. Не може да игнорирате ова што се случува. Еве, вчера ви смеја, вчера во таа, кажете, на 360 степени, како се вика, како една иста вест за математиката сите ја повторувате. Па јас пишував зашто му правевте на Зоран Бојаровски. Вие најавивте веста кога вашиот колега, кој беше номиниран што ја правеше, не беше како се Мартин. Па ја гледате ли структурата на веста, вие сте одговорен по закон за таа вест. Гледате како некоректно, непрофесионално направено за да се ликвидира Зоран Бојаровски. Професионално и лично. Моите ви се молам. Значи, ве молам, немојте јавни обвинители Миленко и Јанко да ви бидат пример за јавен интерес. Тоа ве повикувам. Ако малку тонот ми е по-емоционален, да знаете затоа што верувам во тоа. Може ли само... Па и ме ценам, не само за види. Не, нема само кратко. Само кратко. Ако навлегувам во детали на седа одговорам, ќе го поточам времето на другите. Само ќе кажам, затоа што и да кажам, ќе биде наметана на критика и нема да биде доволно. Ние правиме се што можеме, верувате, во овакви политички околности да го дадеме најдоброто од нас. Може би тоа не е доволно, може би заслужува оставки, тоа си е субјективно мислење, но јас се надевам дека и јас и моите колеги си да сега што сме таму одговорни, ќе дочекаме еден ден да и ние вака кажуваме како во наше време било подобро. Се плашам да не кажуваме во наше време беше подобро. А отидов затоа што вечерта ја слушав информацијата на мојата телевизија од бомбата во која се слушна експлозивот на Космос. Мојот почитан колега Ренал Бе, ми се чини Милчо беше, од прилика вака прокоментира. Да, имаше тонските записи. Дури од тонските записи што беа емитувани, се докажа колку се загрижени или беа загрижени за принципијално законско спроведување на легализацијата. Знаете што се слуша тамо? Дај динамит да пукне во Гостивар или не знам како. И затоа отидов. И сакам да донесам од Пазар Зелен, да поминам чепкалки да ви донесам. Барем информацијата, ако сте решили да го почитувате јавниот обвинител, а оние од кабинетот на премиерот или од Дуле Бошковски да ги пуштате, тогаш пренесете информацијата вистинита. Јас се согласам горе, човечки пат не, али професионален, новинарски да. Барем информирајте вистинито, а тоа беше страшна дезинформација. И дојдов, бев таму седнан на столче, добив едни розови наочари, штета што ми ги донесов оден, да ми биде хубаво, и одам на сите оние собери што ги закажува генерал. Колку пати објавивте информации од меѓународните организации, институции и нивните апели за ослободување на новинарот Кежаровски? Колку пати? Сите пати. Добро. Сите меѓународни апели. Јас не се сеќам. Колку дебати направивте на темата? Значи, јас ќе ве замолам да не навлегуваме овде во рецензија на вестите на македонската телевизија. Дебатата, како што ви е формулирана, носи еден наслов кој што на вистина, прво како да ви кажам, насловот е многу по-глобален и по Добро да тоа. Суштински надвор темата не треба да се говори што би рекол премиерот Груевски. Во ред. Сега уште нешто. Добро. Рецензија на вестите. Тоа е недопустиво. Колку пати ви објавивте, бе, молам. Добро. Ајде, сега уште Примерите ги покажуваат главните тенденции. Ајде. Добро, уште нешто. Мојот колега, драг колега, како што ме нарече имена драга колешка,
Говореше цело време Горан Петревски, значи, за лустрација, собствена и на неговите колеги. Горан Петревски, дали објавивте информација за лустрација на Јадранка Костова? Да, не. Би те замолила да кажеш, да или не? Да. Дали беше побарана, еве Трендафиловска вели да, дали беше побарано, дали беше свртен телефон на Јадранка Костова, да биде побарана. Како представник од пленумот имаше изјава долу. Не дали на Јадранка Костова и побаравте и се јавивте и побаравте некаков коментар. Добро, да го слушнеме незиното. Не бе, зашто нели го велиме дебата, нели ова диалог. Немам против кога би вие Зашто оценивме дека Оливера Трајковска треба да даде изјава. А не човекот кој е лустриран. Зашто уредувачка политика тоа? Не, интенцијата е да некои други новинари дојдат и да ги уредуваат вестите на македонска телевизија. Сте имале можност во изминативе 20 години да седнете на... Не интерес, господин. Не зборувам за вас, не зборувам за вас. Во глобала зборувам. Сите новинари кои што се навистина дел и од тој новинарски пленум кој што доаѓа пред македонската телевизија, имале можност да седнат во изминативе 20 години на многу жешки столчиња и седале на многу жешки столчиња, имале можност да ги уредуваат вестите. Ве молам, немојте да ни кажувате ние што треба да пуштаме и што треба да емитуваме во вестите. Доволно сме совесни и одговорни и доволно имаме новинарски кредибилитет да знаеме што треба да објавиме. Друга работа, испоменавте култните емисии од времето, па можеби пред 15 на години, каде се тие култни емисии. Да ве подсетам, значи ние не ги укинавме тие емисии. Прашајте кој ги укина тие емисии. Може ќе ви стане јасно на господинот Костовски кој го укина без Мастов носоповод. А да не кажам дека до само пред 2,5 месеци, кога почна кризата пуч во државата, истите колеги кои што се дел од новинарскиот пленум, меѓу кои еден дел од нив, во изминативе 3 години нудеа своји авторски емисии во македонската радиотелевизија, при тоа не им пречеше начинот на информирање на македонската радиотелевизија. Истите тие колеги, кога беше 24-ти, настаните во случувањата во државата, не најдоа за целисходно да застанат, да демонстрираат пред македонската радиотелевизија за тоа како известува македонската телевизија, него нудеа своји авторски емисии. Истите тие колеги денеска стојат пред македонската радиотелевизија, значи со под политичка придружба од останатите луѓе и сега ние тука Господин Ратајковски, благодарам за цензура на вестите. Значи до тој степен не сме овде никој од нас дојдени за тоа да го слушаме во моментот. Цензурата е забранета. Не е забранета. Имаме не е забранета. Да, не. Имаме значи модели и имаме се уште да отвараме јавни дебати за сите прашања. А ние ако земеме да правиме анализа и критика на се останато кој што се декларира како професионалец во држава, тоа што навистина дали може Секуловска да заврши со... Ама немам проблем да дискутираме на овој начин. Господинот Димер Ратајковски не го знам, Горан Петревски многу добро го знам. Јас прв пат вас и ве гледам и воопшто бев прв пат го слушна вашето име од мојот колега Петревски. Господинот Трајчевски рече: протестирањата се сериозен притисок врз медиумот, така? Во вашето излагање. Јас би ве подсетила на еден член во Уставот, вие го знаете тој член. Граѓаните имаат право мирно да се собираат, значи говориме за протестите пред МТВ, така? И да изразуваат јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола. Во Уставот не пише дека е потребно дозвола од вас, се разбира. Господинот Ратајковски, јас се извинам претходно го сгреши вашето име, и мојот колега Петревски рекоа дека не се повикани на дебат. Петревски го викнав на дебата со Твитерџи и Фејсбук, ме препрати кај Ратајковски, нема воопшто против. Вие што рековте? Се додека траат протестите, значи на Нова ТВ ве повикав на дебата со Твитерџи и Фејсбук заедницата. Не со експерти или со некои луѓе за кои мислите дека се ваши колеги, опоненти и така натаму, од другата страна.
Вие што рековте, се додека траат протестите, јас не доаѓам на дебата. Ова не е прв пат да се прават такви обиди, да се дава легитимитет само со присуство. Дебата, јас подразбирам разговор на еднакви луѓе, разговор на луѓе кои што сакаат нешто заеднички да заклучат. Затоа Горан Петревски, Билјана и Душко ве викаа колегите од новинарскиот пленум да седнеме ние новинарите, да разговараме и да видиме како да помогнеме, како да подобриме. Затоа јас разговорите и излагањата на Ратајковски, Зоран Трајчевски, кои што се многу инспиративни за дебата, за интервју едно убаво жестоко, нема да ги коментирам, ке оставам на тоа дека цензурата е дозволена, дека е државна македонска радиотелевизија, тоа се лапсуси, али говорат многу. Нема и дека ќе се затвори ако обвинителот нареди така. Значи нема тоа да го коментирам, ќе ви се обратам вас. Кога ја добив поканата за оваа дебата, јас погледнав МРТВ и гледав како се пушта прилог за тоа во денот кога имаше изјави на средношколците, дека им се врши притисок, дека не можат да влезат во школа, ги тераат надвор да одат, дека не знам вака и онака, вие одевте само со прилог како е здраво да се учи математика. Колеги сме, луѓе, јас за бомбите не ги објавувате 50 секунди или минута од мија. Значи зборам еснарски. Потоа Билјана го чита пола од сообштението од ВМРО, гледал камера сугестивно, го чита, она не го кажува како свое, али го чита. Прво стои обраќајќи се до камерата, а потоа оди интегралното сообштение. Луѓе, за баланс зборим, за јавен сервис. Ја не очекувам сега тука да се некако се просветли па да разбере за јавен интерес кога збориме, за што збориме. Ама од вас бе луѓе очекувам. Очекувам да дојдете на пленум која ве вика. Да седнеме и ако треба и да се искараме, ма да видиме како да помогнеме. Не го доживувајте тоа како напад. Вие во Македонската радиотелевизија, се ја зборувам како синдикат, вие имате најдобра позиција во однос на сите вработени во медиумите. Не може да ве бркаат, бе луѓе. Може би привилегиите да ви ги скратат, ама тешко оди бркањето. Единствено во Македонската радиотелевизија се почитува законот, луѓе. Па немојте да се плашите тогаш. Од што се плашите? Не се плашите. Сакате? Од љубов го работите тоа. Така како што го работите. Па добро, барем кажете да не бидеме во дилема. А онда е окей. Онда вие верувате во тоа. Ти кога го читаш сообштението сугестивно, ти се сложиваш со тоа. Средба требаше да се јавите, а не да протестирате, да не отивате пред МРТ. На пленум сега јас си кажам, ве вика пленум, ја не ти пратив порака, ве вика тоа беше идејата. Колеги ви зборат. Ние мораме као колеги да разговараме, бидејќи се уште мислиме дека вие тоа го работите, не затоа што вие мислите дека така треба. Го мора. Дека мора. Ако е така, јас извинувам, ја не сум знаела, тогаш еве се дозволам, баш би сакала гора да го чуем. За нас, уредниците во МТВ, сметаме дека овој впечаток што го слушнавме овде, дека сме партиска телевизија или не знам, фаворизираме одредени политички групи, е исто толку релевантен колку што и, например, во некои неформални средби со економисти, банкари, луѓе надвор од фелата, кога ќе седнам и кога ќе ми речат дека ние МТВ сме во моментов најдобри, бидејќи сме најизбалансирани за разлика од сите други. И кога ги прашам подетално да ми го објаснат тоа на што мислат, велат на една страна се телевизиите кои ја фаворизираат владата, на другата страна се телевизиите кои ја фаворизираат опозицијата, вие од МТВ сте таму кај што треба да бидете, некаде на средина. Значи, за нас е предизвик да бидеме некаде на средина и тежнееме кон тоа, да бидеме најизбалансирани колку што е можно во една ваква политички зовриена атмосфера.
За нас, во отсуство на Кажа и Трајчевски и Ратајковски, нема издржани анализи. Спомна колегата од Центарот за развој на медиумите нешто, но видов дека не е добро информиран, бидејќи не знае до кај ни е сајтот. Мене ми е жал што и тие што треба да го прават тоа не читаат доволно и се склони кон паушални критики. На сајтот што е телефони. Се склони кон паушални критики и оценки. Значи, ако малку повнимателно, вие колегите што најжестоко не критикувате, ги погледнете извештаите на Европската комисија и на ОПСЕ. Да ги земеме Европската комисија и ОПСЕ како релевантни. Има тука представници и на ОПСЕ и на амбасадите. Инаку само да додадам овој впечаток дека сме некаде на средина, го слушнав и од еден амбасадор на една од главните земји членки на Европската унија. Тие што имаат контакти можат да проверат, да ги прашаат во неформалните кафе пиења со дипломатите странски во Скопје и да го слушнат исто. Завршуваме дебатата со еден исход дека уредниците, уредничкиот тим или како ќе да кажам на МРТВ ќе организираат следната дебата на оваа тема или како веќе ќе формулират.